Заради дополнување на основниот проект, дислокација на Евана кабли, вкрстување на постешките водоводни цевки на иста висина со новиот канал, дополнителни работи утврдени во времени ситуации, екстремно високите температури во јули и август, но и заради ковид бранот кој предизвика редуциран работнички кадар, реконструкцијата на пореот Крушевска република во Струмица се пролонгира до првата седмица на месец јануари идната година. Ова стои во анекс договорот што општина Струмица го има склучено со економскиот оператор Жикол, кој беше избран за изведувач на градежните работи за реализација на првата фаза од овој проект, а на 29 септември има поднесено барање за пролонгирање до општината. Според подпишаниот анекс од 8 октомври, важноста на основниот договор е пролонгиран за 3 месеци, па така реконструкцијата на отворениот канал на Крушевска, прва фаза, треба целосно да се заокружи до 8 јануари идната година. До овој период ќе треба целосно да се реализира овој потек од поројот во Струмица, кој треба да стане шеталиште со урбана опрема. Иако е побарено времено продолжување за реализацијата на проектот реконструкција на канал за атмосферски води на дел од улицата Крушевска република прва фаза, истиот анекс не предвидува финансиски импликации по буџетот на општина Струмица, од каде се финансира овој проект. Ова значи дека не се побарани дополнителни средства за новонастанатите ситуации од страна на економскиот оператор за продолжување на рокот. Инаку реконструкцијата на каналот Крушевска во Струмица, според основниот договор подпишан на 21 јануари годинава, требаше да заврши месецов, откако Жикол на распишаниот тендер понуди најниска цена за реализација на овој проект. Инаку на распишаниот тендер минатата година имаше доставено 10 понуди од страна на економски оператори. Највисоката беше 59, а најниската цена 46 милиони денари. На јавното електронско надавање, компанијата Жикол ја спушти цената на 35 милиони денари со вклучен ДДВ и го доби тендерот за реконструкција на поројот на Крушевска република во Струмица.